Јас не изборував за материјалите за оваа комисија. Мада добро е што ме подсетивте, бидејќи и тие ги нема добиено. Зборував општо дека многу често се случуваат такви работи, што е уштеден податок, односно уштеден сигнал дека се партизира. Второ, тоа дека младите не се мешали во политика воопшто не се сложува, бидејќи колку и да сакат да ме убедуваат од оваа говорница, доколку некој млад човек не е член на ВМРО-ДПМН, ниту може да се работи, ниту може да биде член на некој тело, ниту може некаде да замени без замена од партијата. Трето, ако веќе сме решили да ги оставаме младите настрана од политиката, ќе се вратам на она што го запрашав на почетокот на мојот говор. Зошто во тој совет на млади на општина Битола се наоѓаат високи функционери во унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН? Еве, председателки, уште еднаш се покажува она што ви го реков и ако не можете да ги контролирате страстите на вашите советници, тогаш кажете, па ги се помира. Па гледам, очигледно дека не можете да ги контролирате. Едни од други. Значи, ја само ви имате проблем. Така е, знаете зашто? Очигледно јас ги годам таму каде што ги боли најмногу. Најверојатно е до тоа. Очигледно го годам местото каде што боли најмногу. А тоа е дека сум во право. Така да, навистина е смешно од оваа говорница да се полемизира за ваква работа. Ке направам само една кратка споредба. Кога ќе започнува седницата, председателката прашува дали некој има конфликт на интереси. Не мислите дека има тука конфликт на интереси? Човек кој што бил пример. Значи, не сакам да испадне дека некој го кладовме на стубот, вие го наместивте тој млад господин. Меѓутоа, како може некој кој што бил на листата за советници да биде председател на советот на млади на општина Битола? Тука нема конфликт на интереси и тој ќе ја стави во мирување својата политичка функција, својата политичка определба, нема кој ќе да се занимава за интересите на ВМРО-ДПМН, тоа сакате да ми кажете? Значи, ако не бил во таа политичка партија, јас најодговорно од оваа говорница ви тврдам дека немало да биде председател на тој совет. Тоа е она што јас сакам да го кажам. Значи, тоа е реалност. И вие знаете, колку и да сакате од овде да го одбраните, тоа не можете да го одбраните. Бидејќи е така. И немојте да ми кажувате дека некој требало да биде најпаметен за да се наоѓа таму. Не. Сакате да кажете дека ние не сме паметни? И благодарам. Не, вие немате толку години до 30.